се остварува најголемиот страф на рударите од Добрево и Тораница. Една недела откако се исполни рокот, фирма од Скопје од Штипскиот суд побара стечај за Индоминерали и метали за долг од 13,5 милиони денари. Оформен е предмет. Предлогот е даден на надлежен судија за негово постапување, со тоа што судијата веднаш го земал предметот во работа и поради одредени недостатоци на предлогот, значи предлогот е вратен на доуредување во одреден рок. Ова за кратко ја одлага одлуката за стечај им дава шанса на рударите, но и државата решение за Индоминерали да се најде подитно. Рударите веќе испратија писмо до премиерот лично, а нивната состојба била предмет на владина седница, но оттаму повратен одговор до нив се уште нема. Од рударскиот синдикат информираат дека се подготвени за протести и за блокади, но дали нив ќе ги има ќе зависи од одговорот на владата. Сепак барањето за стечај на нив им го скратува времето и не е исклучено дека доколку до средината на наредната недела нешто не се случи, тие ќе започнат со блокади. Од друга страна, прашање на многу кратко време е кога фирмата од Скопје ќе ги исполни барањата на судот и повторно ќе побара стечај. Доколку предлогот биде уреден и вратен на судот во одредениот рок, значи потоа следува поведување на претходна постапка за испитување на услови. Дали ќе се отвори стечајна постапка против должникот Индоминералис и Металес Дуел Пробиштип или не. Инаку околу 1000 рудари од Пробиштип и Крива Паланка веќе втор месец се без плата и здравствено и пензиско осигурување. Сите досегашни напори да најдат заедничко решение со индијците пропаднаа.